Добро утро, момци и девойки и дечиња. Добро слушате една новина. Јас сум Кристијан. Денеска, момци, девойки и дечиња, ќе снимаме моментално часот е 15 до 9, така да видео ќе спре некаде до 10. Така да, што ми е поентата на ова видео. Значи, во ова видео ќе ви ја знаете, може би дека ќе направено видео која моја животна прича, па самата ќе идеме по вдлабочено во темата. И ладно е. Буквално сега ќе ви кажам, значи, јас кога бев дете, кој имав некои 7-8 години, тогаш многу сакав, бев захтевен за многу работи и до ден денес сум. Али, од кога така созрев, буквално пред минатата нова година, Сладка имаше концерт во Сладка имаше концерт во Борис Трајковски и буквално јас тогаш бев мал и не зависев од моји пари, туку зависев од пари на Кира и на Чале. И буквално немав пари да си дозволам да идам по луксузни журки кој што има до ден денеска луксузни журки. Таско, Двабана, Ритко, GP, Мипи, Паев и ред други артисти. Преки ја додека снимам. И буквално многу сакав да идам на тие концерти, но тие што ми се поблиски, братуџеди, тетки, вуни, стрини, знаат дека јас уште сум дете, тоа не сум баш дете, постар малолетник сум, имам 16 години и буквално само сакам да ќе го потрпам, ќе трпам уште најкасно 2-3 години, за да имам пари, да станам свој човек, да можам да си дозволам се што ќе посакам и да имам успешна кариера, да бидам добар готвач и не знам, само сакам да се издигнам на свој ниво и да не зависам од никој друг, туку да си зависам од самиот јас, бидејќи се што си створил сам ти е боле, а се што ти помагале не е баш честно. И исто така сакам да ви кажам дека ќе само сега да ви кажам дека сум честен, љубезен, добар, фин, учтив, културен, значи буквално кога бев 9-то одделение, мама и тато многу се ме учеа Кико биди паметен, ама што не бев паметен тогаш. Сега ми се одразува на мене, бидејќи никој не ме тераше во школа да се тепам, никој не ме тераше да провоцирам никој не ме тераше да влагам во конфликти, но сега ќе ви кажам, значи, од овој ден, значи 1 октомври, ви гарантирам дека Кристијан ќе биде човек на ниво што ќе има своји пари, свој БМВ, свој успех и нема да зависи од парите на татко му и на мајка му и на сестра му, бидејќи доволно сум способен, рација нози имам, значи живо дио се имам и мислам дека сум доволно способен за сам да заработам за некои 2-3 години и дека се надам дека животот ќе ми се смени, дека ќе почнам да се издигам на високо ниво и дека нема вака да бидам дно како секојаш, но тоа беше тоа за ова видео. Падам нешто да ви кажам, значи секогаш работете напорно за да си остварите вашите соништа и не бидете кретени, значи бидете полни со благослов и со љубов, бидејќи кој прави добро му се враќа. Ако прави лошо, дупло лошо ќе му се врати и едноставно само ќе ве охрабрам да бидете упорни во тоа што го сакате, да имате желба, жар во срце и да не застанувате со таа желба што ме е. На мене желба ми е да завршам средно, да си купам БМВ, да оставам семејство, да бидам добар родител пред се за моите деца, да бидам добар сопруг и добар син за моите. Така да, тоа беше тоа за видео. Ако се допадна, оставете лайк и сабскрајб, а ние се гледаме во следно видео. А до следно видео, peace, бро. Едноставно ве сакам и секогаш работите за вашите соништа и не дозволувате некој да ве гази и да ве понижува или омаловажува. Ве сакам и останете ми во добро здравје.